еден од основачите, екс-премиерот Бучковски со пресуда. Вториот е Минчо Јорданов, кому непосредно се чита меѓу редови, премиерот Груевски му се заканува дека можеби ќе му биде затворен бизнисот. Не, јас не го читам тоа меѓу редови, меѓутоа добро, има дел од јавноста чита така меѓу редови, дел од јавноста би било премногу, како да ви кажам, едноставно тоа така да се Не стравувате ли за иднината на вашата партија? Не стравуваме заради тоа што кога правите партија, тоа е сосема друга приказна. Значи, вие таман се да се оствари од ова вие што го сугерирате во вашите прашања, Алијансата за позитивна Македонија ќе продолжи да постои. Во смисол можеби не може да дојде до укинување на Алијансата за позитивна Македонија, знаете. Но можеби сака да власта сака да ви зададе удар, смета можеби дека сте опасност за нив. Ние сметаме дека оваа држава треба да чекори по патот на демократијата. Затоа и се формиравме, да мислевме дека во оваа држава нема шанси за демократијата, немаше да го губиме нашето време со нашите идеи за Македонија, нели во тој дел. Мене многу ме радува тоа што и покрај ова што се сугерира заради сите нас тројца, значи во тоа да сакаат да ни закачат разни Што ве закачуваат вас? Па на пример, мене ме закачува дека сум дел од производ, долго време ми велат дека сум производ на олигархиско лоби во Македонија. На пример, една од тие закачки и таа. Тоа е обично доаѓаат од некои кругови на моќ кои не ќе да ме видат моментално во таква една позиција. Ја на нив им порачувам. Љупчо Зиков е производ на многу работа во 15 години и профилот на личноста го изградил во она што значи бизнис и работа и професија што ја работел. Добре, знаете, тоа е човек со станува збор, себе си се сметам за човек со многу идеи за Македонија и од тука им порачувам да не се малтретираат со тоа прашање. Тие може да пишуваат што сакаат велат дека сте му свртеле грб на господинот Штири Јонаков и сте нашле побогат олигарх Минчо Јорданов. Зошто ги делат големите индустријалци во Македонија на еден против друг? Значи, ако сум му јас свртил грб на Штирио Наков, на господинот Штирио Наков, требало тогаш, како тоа сега, што сум ја во случајот, нели требало сега, јас сум отишол кај господинот Минчо Јорданов. Мислам, тоа се толку ниски подли опаски, заради тоа што индустријата во Македонија, економијата во Македонија, големите компании во Македонија, кои се многу важни за Република Македонија, тие функционираат како еден систем. Знаете, тоа е систем, тие луѓе меѓу себе соработуваат, се гледаат, разменуваат информации, разменуваат податоци за економијата, идеи за економијата. Со господинот Штири Јонаков сум во извонредни односи за инат на тие што ги шират тие шпекулации, во извонредни односи. Да не заборавиме. Ја сменија тезата дека сум производ на олигархиското лоби, а до пред 2 години велија дека сум директен производ на влашкото лоби. Значи, сега видоа дека со господинот Јорданов имаме партнерски односи во еден конкретен бизнис, што се вика. Сега одеднаш не сум производ на влашкото лоби, туку сум производ на олигархиското лоби. Тоа е само губење време. Им порачувам да не си го губат на тоа време. Добро. Нека слушаат што зборува. Жалите ли за телевизија Алфа што заврши неславно? Тие шпекулации дојдоа од аспект на тоа дека господинот Наков станал про ВМРО од тој момент. Значи не можеме ни така да ги гледаме работите, заради тоа што на крајот на денот господинот Наков е деловен човек кој има своја компанија и ја така ја би работел. Сега да не зборувам ја од името на господинот Наков. Тој е деловен човек кој си води интереси за својата голема компанија, значи која има многу вработени, која има и многу трошоци, значи во работењето. Можеби ова му било трошок, значи не знаеме ние тоа како секогаш е огромен трошок да се има критички медиум. Се согласувате ли? Се согласувам дека треба да имате огромни капацитети да држите критички медиумот да се бори за прави вредности во општеството, да се бори за демократија и така натаму. Не секој издржува на тој пат, меѓутоа не секој и влегува во такви инвестиции, во такви авантури, како што е Македонија, на пример. Ве благодарам што бевте гостин. Благодарам на поканата.